Околу 465.000 евра или над 28,5 милиони денари се трошоците за грејење на образовните установи и за училишен превоз во Штип. За превоз на учениците од средното училишта, согласно податоците кои ги добивме од училиштата, за 2016 се фактурирани фактури во износ од 17.364.570 денари. Што се однесува до потрошената нафта за училиштата и градинките во општината, се фактурирани износ од 11.193.459 денари. Грејната сезона традиционално започнува на 15 октомври. Временските услови дозволуваат таа малку да се пролонгира, но во Штипската гимназија парното веќе се уклучува. Оттаму тврдат дека проблеми со грејење до крајот на сезоната нема да има. Во гимназијата има обезбедено менаџментот, кој што е познат по домакинското и економичното работење, 30 тони нафта. Веќе сме во предплата околу 500.000 за струја и за другите комунални трошоци, со тоа што пак ќе кажам дека еден менеджмент во колку не знае правилно да располага со расположливите материјални ресурси, нема да има ни успеси. Ние досега не сме имале никакви проблеми во врска со грејењето, со струјата. Во средното училиште Колен Ехтенин пак поради екстремно ниските температури минатата зима решиле годинава да ги зголемат количините на нафта за грејење. Треба да пристигнат околу 45 тона нафта. За разлика од ланската година, кај што имаме потрошено некаде околу 30 тона нафта, ќе имаме поголема количина на нафта и треба да бидеме спремни. Спремни сме да одржуваме температурата во школото колку што треба да биде. Подготвени за грејната сезона се и останатите образовни установи во Штип. За сега грејење се користи повремено, но веќе од наредната недела најверојатно истото ќе мора да работи поинтензивно, зашто температурите ќе се спуштат за најмалку 15 степени.